Потенцијалниот републикански кандидат за претседател Доналд Трамп вели дека му треба помош од републиканците за да ја порази демократската кандидатка за претседател на САД Хилари Клинтон. Тој ги отфрли тврдењата на американските медиуми дека многу републикански делегати се обидуваат да ја блокираат неговата номинација на конвенцијата следниот месец во Кливленд, Охајо. Кого ќе избера, сите ги победи. Ќе ја победиме и Хилари. И би било добро во тоа, барем малку да ни помогнат и републиканците. Трамп минатиот месец стана потенцијален кандидат на партијата за изборите на 8 ноември и освои повеќе од доволно делегати за обезбедување номинација од редовите на партијата на Републиканската конвенција во јули. Шумскиот пожар кој бесне веќе четврти ден во југоисточниот дел на Албакерки во сојузната американска држава Њу Мексико се прошири на над 17.000 хектари. Прогласена е вонредна состојба и над 700 пожарникари се борат со еден од најголемите пожари во кој беа уништени над 20 домови и голем дел од населението беше евакуирано. Овој е еден од серијата пожари кои во последните неколку дни го зафатија западниот и југозападниот дел на САД, како резултат на високите температури и продолжената суша. Во меѓувреме противпожарните екипи понатаму се борат со шумскиот пожар во близина на округот Санта Барбара во сојузната американска држава Калифорнија, во кој изгореа околу 3000 хектари. Противпожарната единица на округот се обидува да го локализира пожарот, но поради брзото ширење, блискиот автопат 101 е затворен и стотици лица од соседните области се евакуирани. Причината за пожарот се уште не е позната. Порен дожд го зафати југозападниот дел на општината Чонкинг во Кина, поплавувајќи голем број на патишта и куќи. Евакуирани се десетици лица кои биле заглавени во нивните домови и од водата биле извлечени многу возила. На некои од поплавените области водата достигнала висина и над 2 метри. За сега нема информации за повредени.